Старите автомобили ќе се регистрираат се додека собственикот не се одлучи да си купи нов. Министерот за економија Незир вели дека нема да се воведе рестриктивната мерка која ќе ја забрани употребата на возилата до Евро 2 мотор. Според него едно вакво решение ќе предизвика повеќе штета отколку ќар. Ако направиме таква мерка, тогаш ќе има големи негативни ефекти врз економијата во градот, така да исто така ќе бидат тангирани граѓаните и се работи за една голема бројка од 100 до 150 илјади возила и мислиме дека тоа ќе биде радикална мерка. И мислам дека такво нешто нема да се случи. Дури 80% од возниот парк се автомобили старии по 15 на години кои ги исполнуваат максимум Евро 2 стандардите, но колку овие коли загадуваат никој не знае, бидејќи кај нас не се мери количеството на испуштени PM честички. Не ги мериме PM честички што ги спомнуваат многу нели на низ медиумите, а во бензинците мериме значи тука и цел значи јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, значи тоа она што ни е нас пропишано според правилникот за технички преглед возила. Значи она како што кажав, најчесто во нашава држава она што и се дозволи увозот се Евро 2 и Евро 3 возила произведени значи негде од 95 до 2000-та, 2002, трета, значи најчесто тука тие возила се регистрираат во кај нас овде. Со дозволениот увоз на половни возила од европските земји во државава се донесува над 150.000 автомобили, од кои најголемиот дел се со Евро 2 мотор. Ваквите автомобили од странство ќе може да се купуваат само до крајот на годинава, а до јуни 2015 сите што ги исполнуваат Евро 3 стандардите. Потоа хомологација ќе поминуваат по новите возила придвижувани од Евро 4 мотор.